Сестра Ефимија е наша гостинка денеска. Добро утро. Добро утро на сите гледачи на утринската програма на Македонската радио телевизија. Се пошегувавме дека месец и пол го договаравме гостувањето, но на огромно задоволство сте наша гостинка денеска и веројатно беше добро што го договаравме толку време затоа што многу работи се случија и сега ќе имаме богат разговор во продолжение. Она што сакам да биде наш вовед, а тоа е летниот камп по веронаука во Бигорски манастир, кој што беше организиран, не е прва година, но може да се забележат голем број на дечиња на фотографиите кои што ги имаме од вас. Тоа значи дека се зголемува заинтересираноста за посета на ваков камп? Така. Значи, да, заинтересираноста за учество на тие летни школи по вероучение е навистина голема. Тоа се забележува и кај децата, и кај адолесцентите, но и кај нивните родители, да не ги заборавиме, да ги спомниме, бидејќи многу често самите тие ги пријавуваат своите деца во согласно со желбите на децата. Како што и самите констатиравте, летните школи во нашите манастири, Бигорски и Рајчица, не се нешто ново, туку тоа е една воспоставена традиција која што за жал поради еден период околу ковид мерките, како и заради градежните активности во нашите манастири беше прекината. Така што од оваа година ќе морам да ви исправам дека самите летни школи се дислоцирани од нашите манастири и се пренесени во објектот наменет за таа дејност, скитот Свети Кирил и Методи над село Битуше, кој што се наоѓа во една извонредна живописна средина, многу погодна за рекреативен и едукативен развој на децата. Одлично, кога најдем веќе соодветен простор. Добро, што е она што се прави, како се организирани деновите, колку време траат камповите? Така, неколку дена, зависно од групата, ако се работи за помали деца остануваат помалку време, меѓутоа ако се работи за адолесценти и самите тие сакаат да останат повеќе време, меѓутоа максимумот е околу недела дена. Еве ни ги фотографиите. Да. Сега како се движат предавањата? Морам да кажам дека денот поминува низ различни рекреативни и креативни работилници, додека пак во вечерните часови се одвиваат тие предавања по вероучение, на кои што децата и младите изучуваат многу значајни нешта. Прво и најважно за делото, за големото дело на светите браќа Кирил и Методи, бидејќи нели самото место, самиот скит е посветен на нив. Потоа за возвишениот христијански морал и традициите кои што произлегуваат од христијанската вера, меѓутоа и за толку потребната, се верувам дека сите денес ќе се сложиме околу тоа, жива социјална комуникација и другарување меѓу децата. Она што ми остава многу голем впечаток, особено кај адолесцентите, е дека тие се интересираат за теми и многу смело поставуваат прашања, согласно нивната младешка природа и интерес, за многу интересни сфери од нивниот живот. За слободата на изборот, за правото на изборот, за човечката и божествената правда, за високото ниво на толеранција, за рамноправноста и така натаму. Што не упатува до некаков заклучок дека денес со децата зборуваме за овие горе наведени теми, значајни за нив, за да можеме на некој начин и колку што можеме ние како монашки заедници да придонесеме кон нивното влегување во општествената средина со цел да се запазат од сите различни концепти и сваќања за животот и за светот. Целта е да ги развиеме духовно и културно да ги унапредиме децата и младите, што верувам дека можеби на некој начин го постигнуваме. Оно што ве слушам внимателно е дека зборувате за општествените вредности, норми, како да ги зачуваме во ова динамично секојдневие и се надевам дека ќе успеете во истото. Голема надеж ми влева ова што го слушнав, а дали тоа значи дека ќе биде традиција ваквиот тип на камп? Дефинитивно. Со оглед на тоа дека има и простор сега. Да, дефинитивно. Активностите, зборувам за облагородување, целосно облагородување на тој простор и збогатување со сите можности за развивање на повеќе спортски дисциплини потребни на децата, се уште не
не е направен, меѓутоа не е завршен, меѓутоа се надеваме дека до следната година со помош на добронамерните граѓани кои што знаат да ја препознаат ова значајна морална и развојна мисија, да, која што ја практикуваат нашите манастири, а кои што се по иницијатива на нашиот старец владиката Партени, ќе продолжат да ја поддржуваат и да ја помагаат. Мора да дадеме внимание и на нешто многу значајно што се случи изминатиот период. 1000 години од Бигорски се закити со едно извонредно филмско документарно издание. Режисерот Илија Ико Каров вели вака изјави. Ќе го цитирам. Ова е првиот македонски филм кој не извезува очај и беда од југот на Европа. Напротив, 1000 години сведок на светлината го отсликува македонскиот феникс синдром во милениумскиот континуитет. Како вие го доживеавте? Прекрасна изјава на нашиот драг соработник, режисер Илија Ико Каров, кој што имаше една навистина тешка задача да го представи, сакав да кажам обемна. Да го представи нели тоа јубилејно дело, наречено 1000 години сведок на светлината. Морам да кажам дека извонредно и успешно си ја заврши својата работа. Во таа смисла, наградата за која што нели зборувате, оваа година се случи на филмскиот фестивал History во градчето Аспарн во близина на Виена во Австрија. Така. Каде што нашиот документарен филм обраќање. Да, ваше обраќање пред публиката. Каде што нашиот филм доби награда за најдобро музичко остварување. За музичкото дело нели се потпиша добро познатиот наш композитор Горан Трајковски, познат на сите нас како Готра, кој што исто така се има потпишано на многу светски филмски, театарски, музички дела со кои што промовира нашата продукција надвор од нашата земја. Сега како јас го доживеав, да, како вие го доживеавте, јас верувам дека и она што како куса го гледаме како извадок сега, секој кој што сака може да го погледне, а не го погледнал Сведок на светлината на YouTube, кога сака, нели, и може да ужива во час и некоја минута во истота. Како вие го доживеавте од друга страна како човек кој што е во буквален превод сведок на светлината? Многу добро прашање. Најпрвен го доживував како успешно изразување на една реалност сред која живеам цели 14 години и која што ми е многу добро позната. За таа реалност зборуваше Ико во изјавата која што гледам дека и вам ви оставила најголем впечаток, а тоа е дека филмот не извезува од југот беда и очај, туку напротив, рефлектира, изразува една прогресивна љубов, една синхронизирана врска со човештвото, со целото човештво, рефлектирана од страна на еден човек во чие што време се случи 1000 годишниот јубилеј на Бигорскиот манастир, а тоа е игуменот на Бигорскиот манастир, владиката Партени. И второ, како јас од друг аспект го доживеав ова, како круна на една плодна соработка со една прекрасна екипа од многу креативни, силни и морам да признам надумно трпеливи луѓе, со кои што споделивме цели 5 години заедничка работа и со кои што заедно бевме ставени во едни вонредни услови, зборувам услови кои што беа поврзани со ковид мерките. Да. Пати нека од тие години беше. Заради кои што многу често знаевме да кажеме дека токму поради тие услови режисерот, монтажерот и сценаристот не можеа да седат еден до друг за да го завршат крајниот продукт. Меѓутоа, токму тие услови, работата во тие услови сите нас заеднички не помести, не издигна духовно, не издигна и не стави да се подобриме во она вертикала и хоризонтала на животот. Вертикалата во духовна смисла кон Бога и хоризонталата во социјална смисла. Имам чувство кога го гледам филмот, не знам колку пати веќе сум го изгледала, но имам чувство постојано кога да го погледам како да споделувате едно парче душа. Да.
Такво е Точно чувството, така, да. многу е емотивен. И автентичен. Секако автентичен. Велам, се договаравме долг временски период, оти вие завршивте и заокруживте уште еден дел од вашиот живот, од вашето надоградување професионално. И сакав да го завршите за да имам уште една причина зошто денеска да зборуваме, а тоа е магистерската тема карактеристики и предизвици на традиционалната форма на семејство, изразувајќи ги општествените етики норми за оние кои што зборувавме, нели, на модерното живење, кои се заклучоците, кои се предизвиците да влезете во една ваква тема на обработка. Па видете, ако се вратиме наназад, ќе видиме и ќе можеме да забележиме дека семејството низ различните временски епохи доживувало суштински трансформации, така и сега, во современ контекст. Тоа доживува еден предизвик, еден голем предизвик, а тоа е да како традиционално семејство да успее да ја задржи својата огромна, прогресивна и проактивна улога што ја има во општеството, среде сите различни форми на заедничко живење, па дури и самечки живот. Сега, ако сакаме да зборуваме семејството, не можеме да не го спомнеме бракот, кој што сакале или не, признавале или не, сватен во граѓанска или во верска смисла, тој си го има својот божествен карактер. Бракот има и своја цел, а тоа е укинување на тоа суштинско двојство и соединување на личностите на мажот и на жената во едно суштинско едно, но и создавање на здрава семејна средина, во која што како резултат на љубовта помеѓу двајцата сопружници ќе се одгледуваат децата кои што, како што спомнавме претходно, се светла иднина за нашето општество. Сега, видете вака, ако таа реалност не се живее доволно во општеството, во семејната средина, ако бракот и семејството се сваќаат само како еден договор за соживот или како една земница во која што секој од членовите, особено од сопружниците, ќе се бори за своја доминација и за задоволување само на своите лични интереси, желби и цели, и лично, нели, собственото его, тогаш секако дека семејството денес ќе биде во криза и дека ќе мора да ги сноси своите последици од таа криза. Во таа смисла, јас обично сакам да бидам самокритична и ќе кажам дека добро е да сме самокритични и да кажеме дека предизвикот за традиционалното семејство се наоѓа во самото традиционално семејство, а тоа е семејството да продолжи да ја изразува во светот таа проактивна улога и таа убавина од која што произлегува од семејниот живот за да го облагороди општеството. Ако ги споменавте сопружниците, ќе бидам директна и ќе ве прашам како советувате да се изборат со модерното време и да го зачуваат она за што зборуваме? Да се трудат да го носат крстот на семејниот живот кој што нималку не е лесен. Не се разбира. се разбира, но... Да не се откажуваат од крстот, бидејќи крстот е дар. И семејниот живот денес е дар. Ние секогаш зборуваме за прогресивни нешта, меѓутоа семејството во традиционална смисла е најпрогресивното нешто кое што можело да му се случи на целото светско општество. Знаете што, предпоставував и мислев дека прво ќе ми речете трпение. Крстот значи трпение. И се спремив за тој одговор. Значи трпение. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам што јас вас што препознавте оваа важна тема за да биде споделена на вашиот канал. Се разбира, секогаш на оваа тема и на теми кои што се поврзани во вашиот домен сте добредојдени кај нас и знаеме дека ни отворена портата и кај нас. Секогаш. Ви благодариме на одвоеното време и благодариме што денеска ни допатувавте рано утринава. Ве разбудивме порано. Ние ви благодариме вам.